Në intervistën e ditës në kuadër të lajmeve do të flasim për politikën ditore dhe me mua në studio sot është deputet i Znamit Daniel Stojčevski. Добродојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Благодарам на поканата и чест ми е што вечерва сум токму во вашата телевизија. Господине Стојчевски, како го примивте заминувањето на Арбен Таравари од владата како коалициски партнер и како пратеник, како го примивте намалувањето на бројот на пратениците во собранието во рамки на мнозинството? Добро, ако го имаме предвид почетниот состав и начинот на кој што се составуваше ова влада, каде што најголемата улога имаше најбројното мнозинство во собранието, тоа е политичката партија на ВМРО ДПМН. Ние речиси немавме некои директни контакти во тие преговори, освен со ВМРО ДПМН, и морам да кажам дека она што го гледам во собранието, незначително е влијанието што го има излегувањето на господинот Таравари и алијанса, дел од алијанса на албанците од владеачкото мнозинство, посебно ако имаме предвид дека веќе два пратеника и не продолжија по тој пат кој што го започна господинот Арбен Таравари. Меѓутоа би сакал да дадам едно моје лично мислење. Мислам дека ние како јавност всушност не ни видовме причина зошто господинот Таравари ја напушти владата и владеачкото мнозинство. Не слушнавме некои оправдувања, меѓутоа вие како сериозен политичар кој што се прифатиле да одите по одреден пат, ако сте имале да исполните одредена цел за која сте барале поддршка од електоратот, сте ја добиле, вашето место како добар политичар е токму да седите и да се борите за тоа што сте го ветувале кон граѓаните. Меѓутоа вие ако имате во континуитет неконзистентност во политиките кои што ги водите, тогаш сигурен сум дека довербата кај гласачите, посебно кои што доаѓаат од албанскиот електорат, ќе се намалува ден на ден, бидејќи во минатото беше дел состав од една влада, па излезе, го критикуваше, дуи сега веќе гледаме отворено дека има разговори со одредени, и тоа си го признав всушност и самиот господин Таравари, и мислам дека во догледно време нема да има резултат во неговата политика која што ја води, и само би сакал да потенцирам дека воопшто не се одрази во делот на владеачкото мнозинство, се си функционира најнормално. Видовте дека во текот на вчерашниот ден избравме и нови министри и така натаму. Причините, јас искрено слушам овие денови многу шпекулации, многу разни коментари, од дел на соработка со ДУИ до некои други активности кои што не би сакал сега да ги споделувам во оваа емисија, меѓутоа тоа е сепак негова одлука на луѓето кои што се негови приврзаници. Видовме дека во таа партија не се сите негови приврзаници, и она што морам да го кажам, бидејќи доаѓам од Куманово, каде што Алијанса за албанците има сериозно гласачко тело, сериозна структура. Во секојдневниот разговор со тие членови, бидејќи контактираме, нели тука живееме, може да се забележи дека има доста критики за начинот на делување и стапување од владата на господинот Арбен Таравари. На крајот сепак целта беше, мислам дека влегување во оваа влада, создавање на оваа влада е создавање на подобри услови за живот, поквалитетни услови, подобра економија, зашто секој политичар треба да се бори и да се избори ако е добар во својата работа. Ако не е добар, тогаш ќе најде 1000 причини зашто да ја напушти владата. Како коалициски партнер во владата, очекувате некој друг од партиите во опозицијата да ви се приклучи и да се дополни тој број на пратеници во мнозинството? Па има најави, имаш и во минатото разговори, посебно од помалите политички партии кои што се составни делови на поголемите политички партии кои што се во опозиција, меѓутоа сега за сега конкретно нешто нема. Она што го слушнавме само од изјавите на поголемите лидери на политичките партии. Она што можем јас да го кажам е дека ние, бидејќи доаѓаме, нели, како нова политичка партија која што произлезе, можеби, до обично сакат милува да го кажат луѓето, тие кавги кои што беа во минатото во СДСМ, иако има и членови кои што доаѓаат од други политички партии, кои што никогаш не се занимавале со политика, што е се поголем интензитетот, посебно во последниот период. Често пати слушаме и стигаат гласини до нас дека има отворени луѓе за соработка, меѓутоа не би сакал сега јавно да шпекулирам тука, додека нема нешто такво конкретно. Имате црвени линии, како знам, со која од партиите не сакате никако соработка во владата? Тоа ја кажавме.
Значи, ние во оваа влада ќе влеземе само под услов доколку реформирано ДУИ не е во оваа влада. Доколку ДУИ, како што е сега, како што е дел од оваа влада, знам нема да биде дел од оваа владино мнозинство. Тоа беше став кој што го зборуваме пред избори, став кој што го зборуваме кога влеговме во оваа влада, став до кој држиме и ден денеска. Прифатливо е за вас партијата на Зијадин Села, Алијанса за албанците, да ви биде партнер? Значи, Зијадин Села е посебен политички субјект кој што е во коалиција со ДУИ. Тоа не е дел од ДУИ. Зијадин Села прво не бил ни на власт и дел од структурата на ДУИ. Зошто да не? Ние немаме причина, доколку таа политичка партија еден дел биде составен дел на владата, меѓутоа да не шпекулираме, јас такви податоци немам сега за сега. Ке смениме малку тема, господине Стојчевски. Се зборува во последно време за можни преговори меѓу политичките партии за измена на изборниот модел. Дали знам е дел од овие преговори и консултации меѓу политичките партии и за каков изборен модел се залагате? Значи, сега за сега ние имаме неформални разговори, се уште не се започнати некои посериозни разговори во делот на учество на дали на лидерите, дали координатори на што се во рамки на парламентарните групи. Секако за да се донесе едно вакво сериозно законско решение или измени во делот на законот, најпрво не потребно консензус да постои од сите политички партии. Ние како политичка партија, тоа стои во нашата програма, ќе се залагаме Македонија да има една изборна единица. Зошто? Затоа што сметаме дека граѓаните по-рамномерно ќе бидат представени во парламентот. Сега постојат други отворени прашања, дали тоа би било со отворени листи, со праг, без праг. Ние како политичка партија се уште немаме точно дефинирано и изградено став. Очекуваме во овие денови да го имаме изградено тој став, бидејќи и министерот за правда доаѓа токму од нашата политичка партија. Кога ќе го изградиме тој став, јавно ќе биде соопштен во јавноста. Меѓутоа, секако дека сега за сега нашиот неофицијален став е дека Македонија треба да биде една изборна единица. Меѓутоа, она што за нас е многу позначено и што потрошивме многу време во изминатиот период е ставање на партијата на здрави нозе, формирање на општински организации во сите општини каде што има реално услови, создавање на една јака цврста база која што на предстојните било кои избори ќе излезе и во било каков модел изборен и да учествуваме, ние ќе имаме сериозен резултат како политичка партија. И ако немате конкретен партиски став, ќе ве прашам лично како пратеник. Дали мислите дека треба да има отворени листи за пратеници и за советници во општините? Апсолутно да. Апсолутно да, и ќе ви кажам зошто тоа го мислам. Затоа што денеска перцепција на луѓето е дека владата е таа која што го на некој начин контролира парламентот. Доколку ние имаме отворени листи и доколку повеќе луѓе влезат во парламентот врз основа на подршка која што тука веќе не станува само партиска подршка. Да, ќе има дел од партиска подршка, меѓутоа тука вие како авторитет влечете подршка, гласови кои што гласаат лично за вас, кои што се одразуваат точно на партијата, меѓутоа веќе имате и индивидуална одговорност пред самите гласачи. И мислам дека одлуките кои што ќе бидат носени во иднина, доколку постои еден таков модел, ќе бидат многу поквалитетни, базирани врз собствени размислувања, а не врз директни партиски наредби, како што реални мора да бидеме во моментот се случува. И може би ќе имаме и поодговорни пратеници, некако тие што не одат се никогаш во собрание. Секако дека ќе имаме поодговорни пратеници кои што ќе сакаат да излезат на говорница, да го кажат својот став и кога ќе дизаат два прста ќе се размислат добро зашто гласаат. Се спрема ли, знам, за локалните избори, кога ќе ги имаме конкретно имињата на кандидатите и дали чекате соработка или поддршка од другите политички партии? Пред малку во еден дел тоа и го напоменав, дека ние потрошивме добар дел од времето во изминатите помалку од година дена по одржување на парламентарните избори, бидејќи ние на парламентарните избори излеговме со уште неформирана целосна политичка партија, и нормално дека како политичка партија се спремаме за учество на наредните парламентарни избори. Ставот на партијата е многу јасен, дека во делот на советничките листи
ние ќе истапиме како знам, единствено како знам, и ќе имаме наши советнички листи. Во делот на кандидатите за градоначалници, во моментот се водат преговори со нашиот партнер во владата, ВМРО ДПМН, каде што очекуваме да во неколку општини добиеме поддршка токму таа политичка партија, а во останатите општини да ги поддржуваме и ние, нашата политичка партија да ги поддржува нивните кандидати, односно кандидатите на ВМРО ДПМН. Мислам дека како течат работите, во догледно време може исто да се случи и со Влен, да почнеме разговори и со Влен, каде што Влен би не поддржало во некои општини, а исто така ние би дале поддршка како политичка партија на Влен. Меѓутоа, сето тоа се се уште отворени прашања. Има некој договор конкретно за некоја општина? Не, се уште нема никаков договор за некој кандидат или како и да е. Она што ние го очекуваме како политичка партија, нашиот лидер на политичката партија Максим Димитриевски, а тоа го темелиме врз база на сондажите кои што ги правиме секојдневно, анализите, во разговорите со луѓето, размислување на граѓаните, дека очекуваме дека наш кандидат во Куманово за градоначалник ќе биде повторно господинот Максим Димитриевски. Очекуваме кандидат или ќе поддржан. Да, сигурно ќе победи. Не може да не победи ако биде кандидат, јас сум убеден во тоа. Очекуваме да биде кандидат, да ја добие поддршка од нашите партнери во владата и очекуваме дека раководство и телата на партијата на Бургу ќе ја донесат оваа одлука и јавно ќе биде соопштена, бидејќи тоа е на некој начин јавна тајна во редовите на нашата партија. Што кажуваат вашите анализи, кои други општини може да ги победите, како знам? Видете, ние сме, пак ќе кажам, помала политичка партија и се стремиме да преминеме и веќе преминуваме во средна политичка партија. Ако ги гледаме анализите од претходните избори, ние имаме единствено победено во Куманово, каде што во прв изборен круг буквално кандидатот на Знам ги победи сите останати политички партии. Во останатите градови ние немаме победа во ниту една општина, бидејќи нели ВМРО го фати трендот и победи речиси во сите општини, меѓутоа имаме општини каде што успеавме да го победиме СДСМ или бевме многу блиску до СДСМ, тоа се помали општини. Имаме остварено сериозни резултати во неколку општини во градот Скопје, како што беше аеродром Карпош, каде што бележиме центар, бележиме сериозни резултати како нова политичка партија и очекуваме во нареден период по формирање, веќе се тоа формирани општински организации, да имаме поголема поддршка нормално од граѓаните, меѓутоа за точно да предвидам сега каде би можеле да очекуваме, не можам да излезам со паушални изјави кои што можеби утре би наштетиле на некој од нашите кандидати. Зборувавме и за локалните избори, зборувавме и за изборниот модел. Дали Знам смета дека треба да се отвори прашањето на измена на изборниот законник кога сме веќе само 4 месеци пред изборите, кога знаеме дека ОПСЕ од другата страна предлага да не се отвара изборниот законник 6 месеци. Да, тоа испушти да го кажам, секако дека не е убаво, не е здраво за ова демократско општество изборниот законник да го отвараме 4 месеци пред одржување на овие локални избори кои што ни предстојат. Меѓутоа, и текако, веднаш по завршување на локалните избори, треба да се отвори прашањето за измени во овој закон и веднаш да се действува. Пак ќе кажам, треба да се постигне консензус меѓу сите политички партии, да се седне на маса и да се изгради еден модел кој што ќе биде на вистина репрезент на граѓаните во парламентот и во владата, понатаму во извршната власт. Уште едно последно прашање во врска со ова тема и во рамки на ова интервју. ВМРО предлага и можеби и СДСМ ќе се согласува за намалување на бројот на пратениците во собранието. Овој не е најсоодветниот модел за помалите политички партии. Има ли Знам став за ова прашање? Прво, Знам веќе не се рачуна за помала политичка партија. Реков дека се преминуваме во средна, се стреми еден ден за многу брзо време да станеме голема политичка партија. Ние во рамки на партијата се уште немаме разговарано по однос на ова прашање, меѓутоа моје лично прашање е дека е сосема разбирливо дека доколку се намали бројот на пратениците во рамки на нашиот парламентарен состав, имајќи го
предвид бројот на население кој што живее во нашата држава, трошковите кои што се стварат, бидејќи јавноста многу реагира на трошоците кои што се стварат и кои што ги зема еден пратеник, мислам дека е сосема разбирливо и јас лично би поддржал еден таков предлог за намалување на бројот на членови во Македонското собрание. Господине Стојчевски, ви благодарам многу за ова интервју. Ке имаме можност во наредниот период, бидејќи се ближат локалните избори. Фала ви многу. Благодарам и на вас уште еднаш.